Голем дел од работничките во текстилните компании не ги знаат собствените права, а оние кои ги знаат предпочитаат да премолчат за да си го задржат работното место. Стои во студијата на Сдруженијето на бизнис жени. Вака, од студијата произлегува дека од прилика сите знаеме кои ни се нашите права, меѓутоа не знаеме точно кои се нашите права како работници, а од друга страна ниту пак како работодавачи, што е многу важно да се посегне кон тоа знаење, за да не се случуваат, како се вика тоа, судири на интереси помеѓу работниците и работодавачите. И затоа што кога би си ги знаеле сите правата и работниците и работодавачите, тоа ќе имаме една подобрена ситуација. Кои се најчесто прекршувани права? Многу често се соочуваме со прекршување на правата за работување, договори за вработување, понатаму одмор, работниот однос, балансот помеѓу работата и приватниот живот. Значи имаме многу ситуации кои што се од најразличен тип. Според анализите на Сдруженијето постои голема нерамнотежа на пазарот на трудот на релација маж-жена. Многу често се случуваат различни ставови и различни поставености према мажите и према жените. Тоа не значи дека можеби не се еднакво платени, иако имаме и случаи кога не се еднакво платени, меѓутоа поставеноста према мажите и према жените на работните позиции, особено према жените млади кои што треба да засниваат семејство, треба да тргнат во работен однос во еден репродуктивен период, тогаш имаме најголем број на проблеми кога се соочуваат со моментов на породилно отсуство и така натаму.